Владата на Ковачевски влегува во сомнителни бизнис шеми во постапката за изградба на автопати во Македонија. Бизниси од 22 милиони евра добиваат фирми кои претходно имале забрана заради неетичко и незаконско постапување. Ке изнесеме информации која е фирмата која ќе го врши надзорот за изградбата на Коридор 8 и Коридорот 10Д и како се менувани условите во тендерскиот повик, но и што ја поврзува со лица и фирми кои претходно го добија истиот тендер, а беа поврзувани со руски капитал. Јавната набавка за избор на надзор и правен трансакцијски советник на изградбата на автопатот на Коридор 8 и Коридор 10Д ја добива конзорциум предводен од шпанската фирма Ептиса, која заедно со уште две македонски фирми е избрана како најповолен понудувач, од кој едната е Електра Солушен, каде потписник е Андон Ампов, син на Стотир Ампов, кој беше собственик во една од фирмите, дел од конзорциумот на ИГХ, првично избрани за вршење на работата. Дали зад целата шема за добивање на тендерот од 22 милиони евра стојат луѓе блиски до власта? Ова прашање ечи, особено ако се земе предвид фактот дека конзорциумот предводен од Ептиса го добива тендерот, откако претходно конзорциум воден од ИГХ, а во чиј состав била фирма на известен Сотир Ампов од Велес, не доставила банкарска гаранција, а подоцна лично Груби се правдаше дека фирмата водела до руски пари и дека е добро што пропаднал првиот тендер. Сега во конзорциумот кој ја добива работата, ја нема велешката фирма на таткото Ампов, но ја има фирмата на синот Ампов. Се отвара сомнеш дека преку фирмите на поврзани лица, составен дел од двата конзорциума, трагите водат до врвот на политиката во Македонија. За одговор на ова прашање, едноставно мора да се потруди јавното обвинителство, кои не смеат да останат неми на волку голем број на случајности. Ајде да тргнеме со ред. Која е шпанската Ептиса и како од несоодветна станува соодветна? Ептиса не е фирма која е непозната за македонските власти. Имено на 30 септември 2020 година на седница на влада е донесена одлука со која владата носи заклучок и препорака до сите државни институции и општини кои реализираат капитални инвестиции поголеми од 1 милион евра во денарска противвредност да не ја ангажираат шпанската фирма Ептиса од причини што истата неетички, незаконски и несоодветно постапила како надзор во поглед на првата фаза од изградбата на железничката пруга Куманово-Белјаковци. Една година подоцна, на 16.11.2021 година, Министерството за транспорт и врски издава потврда за проектирање и надзор на градби во Република Македонија, а се однесува на прва и втора категорија на градби, во кои спаѓаат токму железнички пруги, станици, патишта и други примарни инфраструктурни објекти. Односно, токму за она за што владата во 2020 година носи одлука да се забрани ангажирање на Ептиса од страна на државните институции, органи и општини. Која е причината, прашуваме, поради која е променета одлуката на владата и е дозволено Ептиса да може да работи во Македонија, иако претходно е утврдено дека истата постапила неетички, незаконски и несоодветно во надзорот на изградбата на железничката пруга Куманово-Белјаковци. Што се сменило за една година, па Ептиса од фирма која ги прекршила законите, работела неетички и несоодветно, станува главен играч на власта. Јавното обвинителство да не спие и веднаш дотвори постапка. Не може да се дозволи проект за изградба на два патни коридори, кои треба да се потрошат над 1 милијарда евра, да помине под сомнение за криминал, а во меѓувреме, додека јавното обвинителство се мисли, ние ќе продолжиме со објавување на нови детали од оваа сомнителна шема во текот на утрешниот ден. Ви благодарам.